Добро вечер. Гостин доктор Наташа Котлар-Трајкова, историчар. Ми се чини дека потресите во бугарската престолнина како да навестуваат некој цунами кон Скопје. Реакцијата на делот политичко историската елита во Бугарија, пред се политичката елита, во последниве 72 часа ги подигнаа тензиите до степен што станува се поизвестно дека така лесно нема да оди разбивањето на предрасудите во меѓусебните односи. До толку повеќе што најделикатна дисциплина ги влошува или ги подобрува односите. Тоа е историјата и истражувањето на потеклото на одредени личности, настани и така натаму. Од Софија, например, терминологија која ми се чини дека не е својствено после 18 месеци од важењето на македонско-бугарскиот договор за пријателство. Например, Каракачанов, вице-премиерот и министар за одбрана вели со закана, со предупредување, дека македонците мора да сватат дека се дел од добрите бугари и дека со начинот на кој Заев се обидува да го брани и да го форсира македонскиот јазик се загрозува договорот за пријателство, и истовремено и перспективата на Македонија за НАТО и за Европската унија. Професор Котлар, од политички агол јас можам да дадам нека дефиниција. Тајмингот е тако што престојат европски избори, внатрешната сцена е деликатна, до толку повеќе што Каракачанов на индиректен начин е вмешан во ова така наречено македонско досие за пасошите и така натаму. Но се подигнени било каква тема на историјата, лавината почнува да излегува. И еко за волја на вистина, уште само тоа да ја подсетам, дека се појавуваат и се погласни се јавните личности кои го предупредуваат премиерот Борисов дека ако ескалира оваа ситуација, дека ќе биде виновен за инаку влого што самиот бугарски премиер го направи заедно со Заев во подобрувањето на односите. На што ви личи, да речем условно, да се абстрахирате од науката, овој нов бран на соедна хистерија антимакедонска? Па како што рековте, предпоставувам дека има позадина во внатрешните прилики на Бугарија, а и познат е последниот случај околу Каракачанов и неговиот удел во оние пасоши и создавањето на една парична сума која што се спомнуваше во медиумите. Може би на некој начин треба да се отргне вниманието на таа тема, но исто така и изборите кои што им предстојат во внатрешните политички прилики. Меѓутоа, кога ќе се појави една лавина на една таква реторика во однос на Македонија, јас не би ги исклучила ни западните влијанија во однос на внатрешната бугарска политика, но и руската. Предпоставувам дека тука има некои судирни интереси кои што мора на некој начин и да избие, па сега темата се зема околу Македонија. Мислам дека се многу посуштински моментите во самата внатрешна бугарска политика. Што според вас би можела и треба да донесе оваа заедничка комисија која на одреден начин, не би рекол дека ќе треба да ја препрочитува историјата, туку да ги демистифицира дубиозите или небулозите околу заеднички настани, заеднички личности и така натаму. Нашата реакција се сведе од типот, дури и Илиндер не се обидовме да се надрастиме и тоа да го претвориме во еден символ на некаква историја која зближува луѓе, зближува цели подречја, цели етнички групи. Не етнички групи, дури и семејства. Ако земеме во таа насока да размислуваме. Меѓутоа, сметам дека моментумот беше многу поволен да се искористи во однос на определени придобивки. И од страна на Бугарија, и од страна на Македонија. Но, препрочитувајќи го повторно договорот и одејќи по оние членови кои што се таму споменати, сепак мислам, мој личен впечаток е
дека со онаа формулација во членот 8 околу заедничките тимови и комисии и согледување околу историјата, мислам дека тоа е нешто избрзано. Сметам дека ние можевме да развиваме добро соседство, почнувајќи од најбезболните теми. Сметам дека ние можевме како колеги, ние соработуваме, како научници, како историчари, можевме тоа да го направиме на едни заеднички научни средби, на изјаснување на конференции, на заеднички проекти, на заеднички работи. Мислам дека таа работа требаше да се движи во таа насока. Некако ние почнавме од кровот, а темелите не ги поставивме. Прогласивме заедничка историја и одеднаш сега треба да расчистуваме онака најгрубо и најсурово, како што ги читаме во деновиве, во медиумите. Ајде сега ќе ги ставиме на кантар, па да видиме кој е бугарски представник, а кој е македонски представник во историјата. Тоа не е така во науката. Дали ние добро, и зборувам сега за македонската наука, ја истраживме или проникнавме во делот од 19-ти, крај на 18-ти, 19-ти, почетокот на 20-тиот век, на така наречената преродба, која и настаните личностите не ги лоцираат по етнички основи, нити по етнички граници. Како подрече, научно природбата, барем во Македонија, е поприлично истражена и се работи се уште. Тука е работата и на Институтот за историја, Институтот за македонски јазик, Институтот за литература, па и фолклор. Она што мене ми недостасува, што ние не направивме тимови за компаративно проучување на балканската историја. Ние немаме таков оддел каде што ние ќе ги проучуваме сите специфики на бугарската историја, на грчката, на српската, на албанската, нешто што постои во другите европски центри. Нам тоа ни требаше. Компаративниот пристап, за да можевме ние да градиме соодветен однос и кон едните и кон другите. Мислам дека и во оваа комисија која што сега е назначена, јас не гледам ни еден од колегите кој е стручно лице за бугарската историја. Тие си се стручни во определена област, дел од македонската историја. Добро, ама имаат методологијата, да речем, на истражување или на сознавање, врз основа на што може да се тргне во добрата намера, нешто не дели, туку што не сближува. Затоа велам, требаше да има таков тим кој што е познавач на бугарската историја или од бугарската страна кој што е добар познавач на македонската историја. Така ќе ги знаевме сите финеси на бугарската преродба, сите проблеми кои што ги имаше и бугарската преродба, сите моменти кои што ги изодуваше бугарското револуционерно движење или создавањето на бугарската екзархија, ако ја гледаме од аспект на меѓународно влијание, руското влијание на Балканот. Ќе ги знаевме првите влади и премиери на Бугарија, еден Стефан Стамболов кој што внесе една прогресивна нишка во бугарската држава. Ке знаевме како е изграден првиот устав на бугарската држава, дека го изработи познатиот руски правник Градовски, дека руската временна управа создаде здрави државни институции во бугарската држава, од војска, од наука, од образование. Ке го знаевме патот и на едниот кнез Батенберг, кој што потоа го протера, па дојде Сакско-Бурготски, па неговата позиција во однос на меѓународната политичка сцена и однесувањето на големите сили, односот на македонската имиграција која што беше во Бугарија, оние прекрасни писатели и творци на бугарската литература од Вазов и така натаму. Ке се познававме повеќе едните со други. Чекате малку, сега спомнавме Вазов и литературата и првата асоциација ми доаѓа на македонскиот литературен кружок во Софија. Добро. И тоа се тројцата дејци кои овде во Македонија се важат, се слават или се проучуваат како стожери на литературата. Сега, што е спорно? Дека е македонски кружок или дека е во Софија?
И по таа логика на Каракачанов дека треба ние, да го изцитирам добро само, дека треба да се освестиме и да станат нормален народ, да не кажам добри бугари. Тоа е реперот на истражувањето и на моделите на заедништвото во проучувањето на настаните и личностите? Не. Тоа е една риторика на човек кој што не од сферата на науката, барем историската. Нему му тоа е дозволено, тој е политичар. Не, тој е на политичар, нема да зона кога Скопје тука... Да, меѓутоа, знаете, полесно ќе им простиме ним. Но на човек кој што е од занает, дали од наука, дали од образование или здравство, знаете, потешко таму се простуваат грешките. Има, да речем, условно сега два репера, два синонима, освен природбата, ќе се вратиме малце. Например, Самуил. Да. Бугарски цар, македонски цар. Водач на Бугарското царство, отпор кон Бугарското царство. И сега, во целата таа перцепција, го забораваме оној начин во кој Самуил е синоним на еден својден масакар, кој е антихуман, антицивилизацијски, кој е брутален и така натаму. И најважната компонента е кој е Самуил. Па јас не би сакала да им го земам занаетот на моите колеги од средновековието, но ете накратко да кажам дека Самуил е една фигура од средниот век. Средниот век, како што споменав и претходно, е време на феудализмот, каде што луѓето не го имаат истиот вредностен систем кој ние денеска го имаме и како се пребројуваме и препознаваме. Во средниот век многу други параметри се во оптек. Дали некој припаѓа на определена класа, во моментот феудалната класа, болјари, или пак е на оние зависни селани, или дали се припадници на определена религија. Знаете, религијата во средниот век кој има значењето нешто на врвна политичка дејност во секоја држава. Така што многу често ќе забележите дека оние кои што му биле верни на Самуил заради определени потреби на неговите феудалци често пати преминувале или од неговиот табор или во таборот на византиските владетели или Василий II. Така што мораме да внимаваме на времето на духот на средновековието. Не е спорно дека Самуил во својата титула по уништувањето на Бугарското царство и го става, значи, ја става именката бугарски. Но јас и ви го спомнав примерот со Отом I. И Отом I направи голема римска света империја. Значи ли тоа дека тие беа римјани? Сосема се други параметрите во средниот век. Што би бил реперот околу кој овие комисии и овие експерти би требале да сугерираат? Да речем условно, за едната наука ова е становиштето за Самуил, за другата наука тоа е становиштето. Тоа значи дека меѓу себе ќе се прочистуваат, ќе се ревидираат сознанијата или ќе се гледа што би можело да биде минимум заеднички именител во истражувањето? Предпоставувам второто, затоа што кога оценуваме една историска личност и незиното значење во еден определен период, секогаш гледаме во каква функција е незината историска дејност. Еве ќе го земам примерот со Прличев, покрај Самуил нели беше спомнат и Прличев. Прличев со своето творење, работење, действување придонесува и е во функција на македонската преродба. Ако ја знаевме бугарската историја, ќе знаевме дека долго време бугарската историја не можеше да му најде место на Прличев. Не можеше, бидејќи неговото функционирање, неговото действување не беше во функција на оној другиот народ од таа страна, кој што веќе доби своја црква, 1870 година, а веќе од 1878 година доби и држава. Па самиот Прличев кажува како е шиканиран по Пловдивската библиотека и во Софија, каде што
му нуделе добри заработки, меѓутоа разочаран се враќа во Македонија. Функцијата на Парличев е во однос на македонската историја. Земете го, еве, ќе ви го дадам и примерот на зборникот на Миладиновци. Иако е отпечатен 1861 година, бидејќи е тој таков како што е таков, не заради неговата форма, односно насловот бугарски народни песни, тој зборник не е отворен 20 години по неговото отпечатување. Од кога се појави интересот на српската држава кон овие луѓе, почна и бугарската историографија да им бара место. Не може да им најдат место. Во која функција се тие? Ако преска забележав една прилично симптоматична дефиниција дека на 10 век стожерот се религиозните определби да оде начин. Во една студија вие или негде имате напишано дека селаните во времето на отоманството, па и бугарите, ги означувале бугарите со зборот грк. Да. Дека дефиницијата на етносот за бугарите тргнувала од тоа дека се христијани, за да се разликуваат од отоманството и муслиманството. Еве, самите бугарски проучувачи тоа си го детектираат и тоа е факт, бидејќи со воспоставувањето на османлиската власт, после познатата Маричка битка во Македонија, деловите од бугарските кнежества подоцна потпаѓаат под османлиска власт, меѓутоа ете да го земеме фактот дека во еден определен историски момент сите тие поранешни ромејски представници од претходната држава беше Римската империја, односно ромеите. Византија е многу современ термин, некаде од 16 век, тие не се пропознавале како византијци. Османлиската држава познава параметар на милет, односно припадник на определена религија. Или сте муслиман, доколку сте христијанин, сте припадник на рум милетот. И има уште неколку милети кои што се признати во османлиската држава, меѓутоа во однос на христијаните. Исто и во Бугарија, и во Македонија, и во Грција, сега зборувам како земји кои што се под османлиска власт, многу е силна таа социјална стратификација, бидејќи веќе се наоѓаме во сферата се уште на феудалното општество. Многу често за грк се мисли кога човекот е учен, е трговец и многу често тоа се случувало и во Бугарија. Затоа и Пајсеј Хиландарски, кога пишува да се разбудат бугарите, им вели да не се определуваат или истакнуваат како грци. Истиот проблем што го имавме во Македонија, го има и во Бугарија. Истата таа лепеза на барања кои што ќе се појават како ослободување во религиозната догма се случуваат и во Македонија. Дури Марин Дринов, еден од првенците на таа првична бугарска историографија, вели природбата најпрвим почна во Македонија. Затоа, ако прочитате бугарин, тоа не значи дека е бугарин во денешна смисла. Може најчесто значело човек сиромав кој што е христијанин. Ако е арнаутин, тоа е обично сточар кој што е номад. Истото значење било и за влав. Ако се случи да пишува влав, тоа е човек кој што се занимава со сточарство, вичене во трговската работа. Затоа ние многу често во читањето на историските документи применуваме критичка анализа и компаративен пристап. Мора да се земат во предвид повеќе документи, повеќе искажувања, да се знае во која функција е искажувањето, за да се определи точното значење на определен термин. Јас ќе ви кажам уште еден. Уште само еден момент. Дали овие можности да се препрочита, да се најде есенцијата на заедништвото во историските настани, која би имало повеќе политичка фактографија на така наречено помирување, изгладување и големи светски велесили и народи по крвави војни нашле начини да се помируваат. Например, во однос на
германско-француските релации, фашизмот беше поимот или зборот кој не требаше да станува синоним на било каква проценка на изучувањата. Дали е возможно ние да се забарикадираме во сопствената средина и да речем уставно на македонизмот да гледаме само заради опасноста од Бугарија или евентуалната вакви да речем исхитрени изјави на Каракачанов дека ние треба да се освестиме како българи и како народ. Што е тоа што минимум треба да прозвучи, после предполагам едно трпеливо работење на експертите? Мислам дека да се стои на позициите она што го бара едно научно работење. Тука нема чувства во научното работење. Вие имате извори кои што мора да ги прочитате, мора да го анализирате, мора да го определите. Она што ќе го определите ви следи на еден вид рецензија. Таа рецензија ви се случува од тројца или повеќе луѓе. Возможно ли е сега таа рецензија, која овде во Македонија правеа странци или домашни експерти, да биде подложна на заедничка експертска група во која ќе бидат вклучени и бугарски научни истражувачи? Видете, мислам дека јавноста има неточна информација како се функционира во светот, барем на историската наука, па и другите науки, и во јазикот, и во фолклорот. Значи, ние, со она што го работиме, ние не настапуваме само во Македонија. Ние настапуваме и на меѓународни конгреси и конференции. Таму сте изложени на проверката на стотина луѓе. Некој ќе стани и ќе се согласи со вас. Некој и ќе дебатира со вас. И тоа е потребното. Колку ние не се согласуваме, толку повеќе доаѓаме до моментот на избистрување на еден проблем, процес, настан. Значи, ние така работиме. Затоа што се плашам, ако оваа комисија, која што по определени политички норми ќе треба да действува, дека она што ќе го сработи нема да може да го емитува во широката јавност. Зашто им давате значај на политичка димензија на работата на експертите и историчарите? Знаете што? Затоа што ние како историчари... Затоа што одлуката треба да биде такви или одлуките? Не. Ние како историчари сме соработувале и со бугари, и со грци, и со срби, и до ден денеска соработуваме и со романци. Не само во регионов и во Европа. Добро, ама самата промисла и дома, и овде, па и во Бугарија, дека, особено дома, дека заеднички треба да го одбележиме Илинден и ја покрена лавината кај вас македонските историчари. Па одма се отворија раните, дали е тоа бугарско востание, дали е тоа против кого и така. Јас не знам како го доживува Бугарија Илинденското востание. Но јас знам дека во Македонија тоа има сосема подруго значење. Конечно, и на првото заседание на АСНОМ е прогласен за државен и нареден празник. Тоа не значи ништо од историски агол на посматрање, ако е прогласен. Тоа не. За прогласот не зборувам за одлуката, решението донесено, значи како решение. Решението тоа значи се признава сета претходна борба на македонскиот народ и за културна, и за политичка, и за национална еманципација. Не е Илинден само Илинден. Таа одлука, тоа решение што е донесено на АСНОМ, фактички се признава целокупната македонска борба и за политичка, и за културна, и за јазична, и за национална еманципација. Тоа е значењето на Илинден, или како што вели поточно Вапцаров, ние и во неуспехот на Илинден внесовме содржина. Содржината е македонска, учествуваа македонски селани, македонски војводи, македонски села, страда и градови. Таа е содржината за македонскиот човек и тоа е значењето на Илинден. Навистина не знам какво е значењето на Бугарија и ако сметаат дека треба тие да си го слават, нека си го слават. Меѓутоа, нашите пориви, нашите чувства кон тој чин, еве и историски момент, се сосема повеќе различни едни од други. И веднаш да кажам дека уште на самиот старт јас се произнесов.
дека заедничка историја меѓу нас не постои. Можеме да зборуваме за процеси кои што предизвикувале слични или на некој начин па и различни моменти во развојот на секој балкански народ. По таа логика треба да кажеме дека сите оние кои што беа населени на новиот континент во Америка, а потекнуваа од Британија и од од Ирска, дека тие имаат заедничка историја бидејќи се исти народ. Па нека ја слават и декларацијата за независност на Америка и нека го слават донесувањето на Уставот на Америка. Тие се дури етнички поврзани. Имам впечаток дека кај дел од вас историчарите постои помалку некој отпор дека евентуалните компромиси што може да биде направени не во науката, туку во смислата на одбележувањето на личностите на настаните, го сметате за ревидирање на вашите научни трудови и дека не излегувате од таа дупка на исклучивост. Не би се согласила. Јако е, па за тоа сме Да, не би се согласила со оглед дека, пак ќе кажам, не е доволен нивниот збор против нашиот збор. Ние мора да сработиме нешто кое што мора да биде проверено. Исто и моите колеги во Бугарија мора да сработат нешто да биде проверено и прифатено или отфрлено. Ние постапките на нашата дејност е многу поразлична од она што сметаат политичарите дека е лесно и едноставно. Затоа велам дека подобро е ние да си ја вршиме нашата функција, а сите оние што сакаат да тераат политика, нека научат нешто и од науката. Поштовани гледачи, тоа беше историчарот Наташа Котлар-Трајкова, со која разговарахме и како повод и како реакција на овој бран во Софија околу некакво ревидирање на добронамерните политички потези постигнати со договорот за пријателство и на стартот или веќе за едни велат бавното реализирање на некои први резултати од заедничката комисија на експерти за многумина смета дека зборот ревизија е лош, но во секој случај есенцијата на заеднички именител за настани личности кои одредени периоди и епохи ги поврзуваат овие подрачја и двата народа. Пријатно вечер и благодарам што бевте со нас. Благодарам.